Благодарам, господине Мисовски, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Јас би се придружил кон апелот на колешката Морачанин, затоа што во јавноста се ствара една дилема дека пратениците на ВМРО ДПМН се против ставањето на оваа точката Предлог закон за изменување на Законот за управување со отпад, се против ставањето на оваа точка на дневен ред и дека има некои задкулисни договори помеѓу пратеничките групи. За информација за јавноста, затоа што се повеќе се шират шпекулации, пратеничката група на ВМРО ДПМН е спремна оваа точка да ја разгледува и на денешната седница. Морам да кажам и ќе гласаме за, со поддршка за овој закон за неможност за увезување на отпад за користење како деривати. За информација морам да кажам дека и оваа точка која што е сега на дневен ред, а тоа е информација за состојбата со амбиенталниот воздух, е точка која што пратеничката група на ВМРО ДПМН ја бара веќе подолг временски период и од разни причини, а пред се од стравот на власта, односно владата, да разговараме за оваа тема која што им беше едно од првите предизборни ветувања, беше одлагана се до денес. Меѓутоа, колешке Морачанин, јас се придружувам кон вас, ќе бараме заедно со вас на прва наредна седница точката број 19 од 130-та седница, односно Законот за управување со отпад, по скратена постапка, да биде прва точка на дневен ред и апелирам до оние пратенички групи, бидејќи имаа некои соопштенија дека се уште бараат одредени информации како би можела оваа точка да помине, да се информираат доволно, за да можеме веќе овој проблем кој што надвиснува над Република Македонија, а тоа е веќе алармантен проблем во сите градови во Република Македонија, да го решиме и да ставиме крај на сите шпекулации. Како заклучок, пратеничката група на ВМРО ДПМН заедно со пратениците од ДОМ бара да оваа точка биде ставена прва точка на првата наредна седница, како би можело да се изгласа веќе овој закон. А за оние пратенички групи што немаат доволно информации и кои што калкулираат со здравјето на граѓаните, апелирам да ова го направат во текот на денешниот ден, да се информираат, па да можеме веќе од утре или од најбрз можен рок да ја продискутираме и оваа точка како прва на било која наредна точка, на било која наредна седница на Собранието. Благодарам.